Гледачи на Канал 8, добродојдовте. Од септември почнуваат активностите за чистење на нестандардните општински депонии и дивите ѓубришта во источниот и североисточниот плански регион. Рокот за реализација е 1 година, а за целата постапка ќе се инвестираат околу 10 милиони евра. По неколку одложувања на почетокот на работите, од септември треба да почне чистењето на нестандардните општински депонии и ѓубриштата што се лоцирани во источниот и североисточниот плански регион. Во моментот течат подготвителните активности за расчистување на отпадот и рекултивација на локациите, додека целокупниот проект е предвидено да трае 1 година. Почнувањето на проектот следи по владината седница што се одржа на 19 јули, кога беше донесена одлука за затворање на депониите и ѓубриштата во 18 општини од двата региона. Со проектот во првичната фаза опфатено е чистењето на над 30 на диви ѓубришта, што се создадени од несовесни граѓани во текот на изминатите години. Целокупниот процес на чистење и рекултивација на локациите преполнети со отпад ќе чини околу 10 милиони евра. По отстранувањето на отпадот, јавните комунални предпријатија на секоја од 18 општини ќе добијат ингеренции за одржување на локациите, за што се подпишани и договори. Местата каде што се наоѓаат сегашните нелегални депонии ќе бидат оградени, а јавните комунални предпријатија ќе мораат еднаш годишно да вршат мониторинг на квалитетот на подземните води, како и визуелна проверка на теренот. Исто така ќе мораат 2 пати годишно да вршат сеча на тревата и топографско наблюдување во однос на слегнувањето на телото на депониите и стабилноста на прекривката. По 8-та година од затворањето на секоја депонија, општините преку јавните предпријатија се должни годишно да продолжат со мониторинг на подземните води. Чистењето на нестандардните општински депонии и ѓубриштата во двата плански региона требаше да почне уште во март годинава, но постапката беше одложена поради изборот на компаниите што треба да го вршат надзорот над работите. Затворањето на депониите и ѓубриштата во источниот и североисточниот плански регион ќе се одвива во 2 фази. Во источниот регион се регистрирани вкупно 12 несоодветни општински депонии, како и 72 диви ѓубришта. Во североисточниот регион пак има вкупно 6 нестандардни општински депонии и 32 диви ѓубришта. Училиштата и просветните работници се подготвени за почеток на учебната година со физичко присуство. На 1 септември учениците се враќаат во клупите со маски и строги протоколи, издадени од Комисијата за здравство. Дистрибуцијата на учебниците за прво и четврто оделение заврши. Училиштата се подготвени за сите сценарија за учење кои треба да се спроведат во учебната 2021-2022 година. Одлуката за започнување со физичко присуство е во интерес на учениците, затоа што наставата со физичко присуство нема замена, не само заради процесот на учење и социјализација, туку и заради заштита на нивното ментално здравје, изјави министерката за образование и наука Мила Царовска. Дезинфекција е направена во сите образовни институции, а образовниот процес ќе се одвива според условите обезбедени од соодветните министерства и здравствени органи. Изминатите денови активно се дистрибуираа учебниците за прво и четврто оделение. Учениците се опремени со смарт табли за да можат да имаат и дополнителна мултимедија покрај онаа во учебниците. Во тек е дистрибуцијата на таблетите за оние ученици за кои што училиштата пријавиле дека се од социјално ранливи категории, а ќе може да се ги подигнат од училиштата. Изготвен е правилникот за постапување на основните училишта за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021-2022 година. Протоколот е донесен од владата и е официјално објавен. Првиот ден од наставата задолжително започнува со упатства за учениците за тоа како правилно и безбедно да се однесуваат. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на училишната зграда. Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително користење на заштитна маска и дезинфекција на рацете за сите вработени и учениците. За време на големиот одмор, носењето на маски на отворен простор не е задолжително, но со почитување на потребното растојание меѓу учениците.
На секој влез од училиштето, учениците ги пречекува дежурен наставник, кој му помага на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекционо средство. На сите вработени и учениците пред влезот на училиштето им се мери телесна температура со бесконтактен топломер. Во случај на зголемена телесна температура над 37,4 не се дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај матичниот лекар. Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на помал број ученици и запазена дистанца. Доколку се потврди дека ученик е заболен од COVID-19, се известува епидемиолошката служба во Центарот за јавно здравје, која итно треба да направи анкета со наставниците и учениците за проценка на степенот на ризик врз основа на контактите кои ги имале. Советниците на Советот на општина Виница ја одржаа редовната 47-ма седница. Разгледани и усвоени годишните програми за работа на основните и средното училиште и извештајот за работењето на јавното комунално предпријатие Солидарност. На 47-та редовна седница на Советот на општина Виница беа предложени и усвоени повеќе точки од дневниот ред. Усвоени се годишните извештаи и програма за работа на основните и средното училиште, како и подрачните училишта. Усвоен е извештајот за работењето на оделенијата кои се под надлежност на јавното комунално предпријатие Солидарност, како што се извештаите за работа на оделението Градско зеленило, христијански гробишта, здравствената безбедност на водата за пиење, информацијата за состојбите со јавната хигиена во градот. Годишен план за вработување доставија и Градската библиотека Ванчо Праќе, Музеот Теракота, Домот на културата Тошо Арсов. Во кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Виница е искажана реализацијата на приходите и расходите, заклучно со 30 јуни 2021 година. Вкупните приходи на буџетот на општина Виница на крајот на овој квартал изнесуваат 171 милиони 260 илјади денари, или 50,62% од вкупно планираните, од кои пренесениот вишок на приходи од претходната година изнесува 33 милиони денари. Од вкупните тековно оперативни расходи во основниот буџет се реализирани 29 милиони денари. Наменска дотација се реализирани 89 милиони денари. Само финансирачки активности 1 милион денари и донации се реализирани 535.000 денари. Во кварталниот извештај за доспеани ненамирени обврски, заклучно со 30 јуни, се искажани доспеаните, а неплатени обврски на општина Виница во износ од 21 милион денари. Во овој износ влегуваат неисплатените надоместоци на советниците во износ од 1 милион денари, позајмицата од републичкиот буџет од 6 милиони денари, а останатите се обврски спрема добавувачи. Недоспеаните обврски кои не влегуваат во овој извештај изнесуваат 3 милиони денари. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања успешно го заокружи летото со настапи на фестивали во Македонија и надвор од неа. Реализираше турнеи во Хрватска, Србија и Украина. Настапи во Македонија и надвор од државата, турнеи во Хрватска, Србија и Украина. Богато лето со културни настапи одбележа фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, чии што фолклористи на секој фестивал во вистинско светло ја представија Македонија како вистински амбасадори на македонскиот фолклор и традиција. Се представија со обичаи специфични за регионот на Истибања, белење платно, сечење облак, берење билки и сите обичаи поврзани со соодветни песни и ора. Се вратија со емоции и впечатоци. Во Македонија би ги спомнал фестивалот во Ризари за ѓурве, потоа фестивалот во Долин и Петца Танасовски, државниот фестивал Илинденски денови во Битола. Од меѓународно реноме настапивме кога бевме на државниот фестивал Илинденски денови во Битола, директно отидовме екипата комплетна за јубилејниот 55-ти меѓународен фолклорен фестивал Смотрата на фолклорот во Загреб, каде што навистина на јубилејни издание да се учествува, да биеш изберен од толку многу земји е голема чест и задоволство, а веднаш после Смотрата на фолклорот ни се
така директно отидовме па уште на еден фестивал меѓународен, ЦИО фестивал овој пат во Приеполје во Република Србија, и таму навистина бевме, интересен беше фактот што први гости во хотелот, група што гостуваше беше токму ансамблот Китка, и тоа беше едно големо чувство и задоволство. После враќањето од овие 3 фестивали поврзани, Синџир фестивали, после 2 дена отидовме уште на 5-дневна турнеја овој пат во Пирот, Република Србија, исто така ЦИО фестивал, каде што презентиравме Македонија и македонскиот фолклор. После Пирот се вративме ден-два, заминавме уште една голема турнеја, навистина голема, што во последните многу години не сме имале. Бевме на ЦИО фестивалот Лисидерско срце во Ужице градот, во Шумадија во Србија, каде што од 10 ансамбли од светот, 4 ансамбли беа изберени да бидеме и во Андриевич град во Босна и Херцеговина, и во Антич, каде што пишува мостот на Дрина, и таму бевме гости во Босна и Херцеговина ден-два. И веднаш после реализацијата на сите споменати турнеи, фолклорниот ансамбл Китка ова лето го заокружи со турнеја и настап на голем меѓународен фолклорен фестивал во Украина, каде што за прв пат на тој фестивал учествуваат македонски фолклористи. Фестивалот се вклопи со 30 години независна Украина, каде што фолклористите од Истибања биле пречекани како вистински амбасадори од Македонија и македонскиот фолклор, каде што присутни биле и македонскиот претседател и министер за надворешни работи. Честа ни беше што бевме гости во парламентот на Украина, кај министерот за култура на Украина, кај градоначалникот на градот Киев, градоначалникот кој што е градоначалник на 3,5 милиони луѓе, Киев е околу 3,5 милиони луѓе што живеат таму, и навистина тоа беше едни чувства кога ни свира државната химна на Македонија на настапите, кога презентира минутна видео материјал за нашата држава пред нашиот настап. Тоа беше за нас голема чест. Освен културните настапи и приемот кај претседателот, парламентот и градоначалникот на Киев, домаќините им организирале и екскурзии со крстарење по реката Днепар, ноќна екскурзија низ Киев за запознавање на културните знаменитости на градот, како и возење на метро, едно од најголемите и најбрзи во светот, што за децата е едно големо доживување. Митковски рече дека настапите и турнеите во странство отвораат можност за покани на други меѓународни фестивали, пошто веднаш добиле покани од повеќе држави за гостување, поради што се надеваат на успешна реализација во 2022 година. Фолклорниот ансамбл Китка е основан 1975 година на иницијатива на уметничкиот раководител Стојко Митковски, и во тој континуитет од 4 децении ги обновува, негува и наградува обичаите, игрите, песните и фолклорот од Истибања и пошироко од Осоговијата. Фолклористите настапуваат во уникатни народни машки и женски носии, а фолклорниот ансамбл Китка со гордост го носи епитетот репрезент на македонскиот фолклор, бидејќи го негува македонскиот фолклор и народните инструменти. Изведниците од изведничкиот одред Ластовица од Кочани со голем број активности за време на летниот распуст. Учествуваа на 7-дневен камп во Охрид, како и на меѓународен камп во градот Бремен, Република Германија. Откако малку олабавија мерките со коронавирусот летото, изведниците од Кочанскиот одред Ластовица се вклучија во низа активности и поминаа прекрасни летни денови, исполнети со нови познанства, предавања, игри и работилници, кои преку неформално образование и овозможија на изведниците да напредуваат физички, ментално и социјално. Имено претседателката на изведничкиот одбор Жаклина Стојчева Јорданова оствари средба и договори соработка за следното лето со претседателката Амалија Матајчич на изведничкиот одред Омиш од Хрватска, каде следната година од месец јуни се до крајот на август ќе можат изведниците од Кочани да престојуваат на Јадранското приморје и да стекнат различни изведнички вештини. На истата средба изведниците од Кочани беа поканети за дружба и понатамошна соработка со изведничкиот одред Владимир Назор од Карловац.
Од 2 до 12 август извидниците од Кочани во соработка со извидниците од Кичева беа на меѓународен камп во градот Бремен во Германија, од каде се вратија со големи импресии и знаења кои ќе ги пренесат на своите патроли. Кампот беше реализиран преку програмата на Еразмус Плюс и се одвиваше со активности на Северното море и на реката Везер. Од 9 до 15 август пак група од 30 извидници од 7 до 20 годишна возраст беа на 7-дневен камп во извидничкиот центар во Охрид под водство на старешината Љубица Теодосиева. На кампот учествуваа повеќе од 150 извидници од цела Македонија. За некои од најмалите извидници, развигорци, ова беше и прв камп каде се стекнуваа со навика за спиење во шатори, ред, дисциплина, чување на природата и учење на солидарност со другарчињата. Од извидничкиот одред изразија надеж дека ако дозволи ситуацијата со COVID-19, ќе може да се организира и зимскиот камп на планината Осогово. Членовите на планинарското друштво Осогово викендов ќе учествуваат на маршот за искачување на врвот Голем кораб. Тоа е дел од традиционалната активност на македонските планинари по повод осамостојувањето на државата. Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани годинава ќе учествува на традиционалното искачување на врвот Голем кораб, што по 30 пат ќе се реализира во рамки на одбележувањето на 8 септември, денот на независноста на Македонија. На освојувањето на највисокиот врв во нашата држава, што е планирано за внедела, се очекува да учествуваат десетина планинари од Кочани, иако интерес има уште од неколкумина. Турата се смета за средно тешка, а во двата правца треба да се поминат околу 20 километри. При тоа се искачува висинска разлика од 1500 метри. Освојувањето на Голем кораб е дел од планираните годишни активности на планинарскиот спортски клуб Осогово. Во текот на изминатиот месец беа реализирани неколку поголеми планинарски акции, една за освојување на врвот Триглав во Словенија, како и за искачување на Венедигер на австрискиот дел од Алпите. Освен тоа, нашите планинари реализираа и акции за освојување на врвот Маја Језерце на 2694 метри надморска височина на планината Проклетие од албанската страна, како и за искачување на највисокиот врв на Шар планина Титов врв. Активностите на планинарите од Кочани продолжуваат и во наредниот период, при што се планира искачување и на неколку врвови надвор од државата, меѓу кои и на Рила во Бугарија, со посета на 7 Рилски езера. Почитувани, тоа беа содржините што ги подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.